Шеснаесети подкаст Разговор во редакција. Вечерва домаќин сум јас, Бојан Стојановски, новинар во истражувачко-репортерска лабораторија. Гости на моје огромно задоволство се млади луѓе кои заокружуваат една етапа од својот живот. Лука Павичевиќ, председател на Сојузот на средношколци. Добро вечер, Лука. Добро вечер, добро најдов. Неговата заменичка, подпредседателката во Сојузот на средношколци, Јана Попова. Добро вечер. И професорката во Средното училиште Раде Јовчевски Корчагин, Татјана Лескич. Добро вечер и за вас. Добра вечер и добро ве најдов. Ве благодарам што прифативте да бидете гости. Ќе зборуваме на повеќе теми, ќе зборуваме за државната матура, неизвестноста околу државната матура, средношколска сиромаштија, средношколски булинг, искуства, деца кои се жртви на врсничко насилство и сето ова што се случуваше изминатиот период во регионот. Предлагам да почнеме најпрво со државната матура, таа е најсвежа, треба да се случи сега на првиот дел на 27 мај, ќе се полагаат, да речеме, условно мајчините јазици, албански, македонски и турски. Подготвени ли се, Лука, матурантите за државната матура со оглед на сите премрежја кои се случија изминатиот, да речем, па и години? Бидејќи сме и јас и Јана матуранти, всушност од нашата прва учебна година во средно, образованието континуирано се соочува со кризи. Најголемата од нив секако беше пандемијата, која што беше глобална, не беше само, да кажам, за Македонија, само присутна на нашето поднебје, но по пандемијата следеа мноштво кризи или, јас милувам да кажам, дисрупции на наставниот процес кој што се случува па горе-долу само во нашата држава. Од една страна, Сојузот се залагаше за комбинирана настава, за враќање на учениците во училишните клупи, каде што им беше и местото, но тоа наше барање не беше прифатено од страна на властите тогаш во 2021 година, и ако го видиме ефектот од тоа, јасно станува додека европскиот и азискиот просек за онлайн настава е 24 недели, македонскиот просек е 52 недели поминати онлайн, односно поминати со настава од далечина. Ваквата поставеност на работите изискуваше ние да побараме адаптирање на државната матура или олеснување на наставниот материјал, бидејќи факт е дека голем дел од него не ни беше предаден, всушност. И поради тоа, поради сите дисрупции во образовниот процес, државната матура моментално е адаптирана. Наместо 3 екстерни и 1 интерен се полагаат 2 екстерни и 2 интерни испити. Ние во март како Сојуз издадовме нов сет на барања поради дојавите со бомби. Истите беа прифатени, значи имаме и соодветна адаптација за оваа учебна година, така што матурата е прилагодена за образовниот процес со кој што се соочија учениците изминативе 4 години, и се надевам дека како ќе ставаме крај на овие кризи во образованието, ќе можеме и да говориме за новата концепција за државна матура, која што е спремна уште од јуни 2021 година, која што има за цел да го подигне нивото на овој испит, да воведе квалитетни реформи, едноставно да ја направи поригорозна, порелевантна, посветска, ако сакате, и дека како ќе ставаме крај на овие кризи, ќе има одговорни луѓе на позициите што имаат моќ, кои што ќе ја спроведат оваа реформа, и со тоа ќе еден мал чегор во подигнувањето на квалитетот на македонското образование. Јана, кој е твојот став? Спремни ли се матурантите да положат државната матура и да продолжат понатаму? Во однос на скратувањето на материјалот за државната матура, после сите работи што ги поминаат средношколците, во глобала, скратената матура, јас мислам дека се спремни матурантите да ја полагаат, меѓутоа ако збориме од другиот аспект, каде што доаѓа и новиот концепт за
за државната матура, јас би кажала дека се доволно спремни колку што може да бидеш за некаков тест на меморија кој најмногу ќе успее да научи во последните 3 недели, бидејќи моментално е таква ситуацијата. Мислам, тоа е комерцијалното учење на средношколците што го правиме сите. Професорке Алексич, вие ги гледате сите овие случувања од аспект на човек кој предава на средношколци. Спремни ли се нашите средношколци за едните предизвици? Прво да кажам дека ми е исклучително драго што сум во друштво на Јана и на Лука и драгоцено е да ги слушнам нивните мислења и ставови. Ова се деца и ученици генерација која буквално ги истурка сите тие премрежја кои што бевме сите буквално втурнати. Кога ќе се сетам, тоа беше крај на февруари март 2019 кога беше првиот локдаун и кога се затворивме дома сите и децата буквално беа оставени дома, не бевме спремни технички, никако не бевме спремни. А тогаш баш немаше потреба да се исплашивме пред време од пандемијата и седевме дома буквално со учениците без да можеме со нив да имаме контакт едукативен. Па потоа со тек на време како почна пандемијата heavy metal, кога најмногу беше умира и млади деца, ние тогаш почнавме да одиме на училиште и се појави едни дисфункционалности во решенијата кога треба да си дома, кога треба да си затворен, кога треба да си онлайн. Факт е и сите осетивме на собствена кожа и искуство дека ние не бевме подготвени за онлайн настава, така што се ова импровизација. Сега, за државна матура се учи сите 4 години, не може одеднаш, како што вели Јана, да учиме нели со интенција да се памети, само меморија која за основна оценка за доволен 2 е меморија. Тука треба развивање на мислење, синтеза, анализа. Така што децата ако седнат сега здраво да ги повторуваат материјалите со тоа што имаат достапна електронска форма на тестови од 2006 година, уште од пилот проект матурскиот, 2 теста имат, еден јуни, еден август, со решенија може да се извежбаат некако, меѓутоа ќе им биде оптоварување, а ние сите имаме грижа на совест, наставниците, што некако не успеавме сето тоа етапно, постепено, како што беше години пред пандемијата. Знаете зашто ве прашувам, бидејќи дел од младите луѓе претпоставувам имаат амбиции да се запишат и на престижни универзитети, низ Европа, како и универзитети кои се во соседството, а се далеку подобро рангирани од нашите. Затоа ве прашувам, подготвени ли се младите од аспект на тоа што денешните матуранти од 4 години речиси 3 години се дома? Подкувани ли се со доволно знаење, сите ве замолувам за краток одговор, подкувани ли се со доволно знаење за да бидат пандан на нивните соученици од или луѓе кои исто аплицираат за истите позиции на другите универзитети? Видете, и универзитетите во странство направија некакви концесии по сето ова, но никој не го направи тоа толку длабински и толку многу како што го направивме ние. Например, во првата година од пандемијата, програмата за меѓународна матура кажа, нема да се полагаат испитите, бидејќи тоа беше мај 2020 година, туку ќе се оценуваат само претходните есеи и извештаи плюс оценките кои што ученикот ги имал континуирано во одржувањето на таа програма. Меѓутоа годината потоа се организира олеснети испити, каде што да кажеме, ако не знам, планирале да полагаат 15, полагале 8 испити, годината потоа 2022 полагаа веќе 11 испити, за сегашната генерација која што полага IB, односно меѓународна матура, да го полага целиот пакет како и пред пандемијата, иако некако била афектирана. Ама дали тоа се ова значи абсорбирање на доволно знаење да се мерите со средношколци од другите? Да не избегнуваме од темата, сакав само да кажам дека Македонија некако направи повеќе концесии, дури ја укинавме државната матура во 2020-та, а тоа подоцна се покажа како лошо решение поради учениците кои што планираат да се запишат во странство. Факт е дека имаме и покрај инфлација на цените и инфлација на оценки во македонското образование, па има разлика меѓу 5 и 5, меѓутоа општо земено тие што се неколкуте проценти кои што се со најсилните петки, со најголемото знаење, верувам дека и надвор од училиштето учат, постигнуваат резултати, се вклучуваат во неформални иницијативи, неформалното образование и мощно е важно и мислам дека имаме младина која што може да се мери со своите врсници надвор. Тоа гледаме 12% од сите матуранти се запишуваат секоја година некаде во странство, па дури стануваат и првници на генерација на тие универзитети. Но
тоа е и мешавина од професорите, од образовните услови, од личниот успех и капацитет на ученикот или ученичката. Општо земено, кога говориме за некаков просек или за некаква медијана, таму ги гледаме ние слабите резултати. Јана. Конкретен одговор на прашањето, како генерација што имаше многу предизвици на патот да ги завршиме овие 4 години средно, мислам дека матурантите се спремни да ја полагаат државната матура. Бидејќи ако имаше предизвици, мислам дека барем во мојот случај, во моето средно и со мојата професорка, еве конкретно по македонски, нема да зборам за другите предмети, бидејќи се тоа интерно што ќе одлучиш. За македонски, часовите што успеавме да ги имаме во сите 4 години беа квалитетно одржани. Имаме професорка што се залага за нашиот понатамошен успех во државната матура и затоа од моја гледна точка мислам дека е квалитетно опфатен материјалот. Јас што го учев. Професорке, произведуваме добро подковани средношколци? Еве двајцата ги даде одговорите. Првин Лука што каже дека има разлика од 5К5, инфлација на оценки, значи тој што учи за време на пандемија, корона, ништо нема да го спречи да учи, меѓутоа се малку. А Јана точно, ако наставникот знае добро да го организира часот и да даде знаење ученикот да запамти, тогаш е веќе наоружан со знаење. И јас постојано кажав за пандемија дека ќе го надокнадиме знаењето, нема здравието да го надокнадиме. Многу беше битно да се задржат овие деца да останат живи и здрави. Се може да се надокнати освен изгубеното здравје. Сепак верувам во капацитетот на младите. Имаше неколку поделби и дебати изминатиот период, дали треба да остане концептот на државна матура или можеби треба да има да се врати онај концепт на приемни испити на факултетите. Што мислите беве првично како млади луѓе, кој концепт би бил, да речеме, поцелоисходен за можеби средношколците точно да се насочат кон она што сакаат да го студираат? Ова е пак предизвикувачко прашање по однос на должината, меѓутоа ќе се обидам телеграфски да ги објаснам барем и кусо, да. Да, барем моите размислувања по однос на темата. Специфично за Македонија како аргумент е многу чудно на некој начин како капитулираме по однос на некои проблеми кои што ги имаме во образованието. Лани кога се одржа приемниот испит во Орце Николов и кога испопаѓа 98% од тие одлични 500 ученици, имаше некоја дискусија во јавноста за воведување на мала матура или за воведување на приемни испити во средното образование. Тоа мене лично, јас како го гледам овој феномен е, кога вели системот, јас не можам да ги контролирам оценките во основно образование, како се ставаат, што се ставаат, кој се добива петка, колку петки и така натаму, па ајде ќе правиме приемен испит. Сега ни се случува следново, како системот да сака да каже, јас не можам да го контролирам квалитетот на државната матура, не можам да контролирам дали се препишува на државната матура, ајде да воведеме приемни испити. Мене тука стравот ми е дали ќе се случи истото и кога ќе се воведат приемните испити. Тоа е специфично за Македонија. Општи аргументи. Секаде во светот се застапени испитите на крајот од образованието, односно така наречените матурски испити. Наш пандан на тој модел е државната матура. Приемните испити како модел, како систем се во изумирање. Па дури ни највисоко рангираните универзитети во светот немаат приемни испити. Проблемот тука е, државната матура, за разлика од приемниот испит, има стандардизирана испитна програма. И таму се оценува знаењето кое што се стекнува во тие 4 години од средното образование. Понатаму таа е унифицирана и стандардизирана, бидејќи важи подеднакво исто, сите училишта полагаат исти испит. Кај приемните испити се создава проблем, бидејќи не секој универзитет, туку секој факултет во рамките на еден универзитет ќе се направи свој приемен испит, што значи различна испитна програма, различен датум на полагање и поголем логистички предизвик станува сето тоа. Понатаму, ако гледаме од аспект на кандидатот, со полагањето на државна матура, тој добива квалификација која што може да ја испрати на милион универзитети и да му биде признаена. Со полагање на приемен испит добива квалификација која што е признаена само на тој факултет каде што полагал приемен испит и од аспект на системот. Државната матура е воведена не само за зголемување на квалитетот на образовниот процес, туку за да можат универзитетите како повисокиот степен на образование да ги споредуваат оценките од
гимназијата Корчагин, од гимназијата Орце, гимназијата Ѓорги Димитров, гимназијата Кочо Рацин во Ѓорче Петров, со тие гимназијата во Битола или гимназијата во Прилеп или училиштето во Крива Паланка и така натаму. Значи системот добива и едно богатство од статистички податоци со полагањето на матурскиот испит и сосема на крај социјалната димензија мислам дека е многу важна, а тоа е моментално професорите имаат обврска да ги подготвуваат учениците за државната матура преку подготвителни часови. А не се пак ученикот знае дека тоа што го учил 4 години ќе биде тоа што ќе му се падне на испит. Со приемните испити, мислам дека ќе се создаде и индустрија на приватни тутори, кои што ќе имаат конекции со факултетите, ја знаат многу добро испитната програма и ќе нудат часови во текот на летниот распуст или на четвртата наставна година на учениците кои што тоа ќе може да се го дозволат и да го платат, и така тие ќе имаат предност во приемниот испит. Сега да вам бев краток. Па да, неколку минути. Добро, дадовте како Средношколски сојуз поддршка на луѓето кои штрајкува во државниот испитен центар со оглед на тоа да ги исполнат своите барања. Професорка Алексич, сите се во некоја потера по поголема плата, што е нормално со оглед на цела инфлација, со сите поскапувања кои ни се случуваат изминатиот период. Колку е просечна плата на професор во средно образование и како може професор, да речеме, со одреден квантум на плата да биде задоволен и да испорача добри резултати во училиштето каде предава? Ние прв пат сега добивме покачување, но меѓутоа на грбот на децата се штрекуваше за покачување од фамозни 2000 денари. Платата сега е 33.000 денари, јас сум пред 4-5 години пред пензија, 34.000 денари имам плата во гимназија, во Корчагин, и незадоволството кај наставниците во врска со платата може постојано да продолжува согласно со тоа што се случува со покачувањето на платите, да ги спомнам парламентарците и другите кои ги покачаа не дрски 78%, кои не задоволеа сите, нели? Меѓутоа ете го системот, она што го кажа веќе Лука, тој систем систематски 30 години прави ерозија комплетна, па и во образованието така и сега, но тоа никако не оправдува за начинот на кој што ние предаваме. Професорке, ја спомнавте просечната плата на, да речеме, на професор во средно образование. Доволно ли е мотивационо тоа да значи вложување на професорот до крај? Значи вложување несебично за оние деца на кои им предава и за таква плата која, да речеме, близу просекот, да биде добар и да ги исправи децата и да им каже да, супер, ве научив, продолжувате понатаму. А никош не ги поврзувам двете работи. Платата е таква како што е на ниво на целата земја. Не само ние и докторите имаат мали плати и воопшто не споредам со другите. Не треба да ги поврзуваме тие работи. Нашата работа е воспитно образовна. Значи ние се трудиме, се обидуваме децата да направиме совесни, одговорни, честни, здравни луѓе, едни добри студенти. И тоа никако не смееме да го поврземе со нашите лични проблеми, материјални или фрустрации, или било што да им го пренесуваме тоа. Но секако дека ќе имаме моменти кои ќе се буниме за таа наша плата и за тој коефициент погрешно пресметан за основицата. Нас се покачија платите прв пат, ќе кажам, имаме плата нели од 34.000 денари нето плата. Меѓутоа, данокот пак го платија учениците со, нели, губеа часови. Ете, во тие изгубени часови се и нашите штрајкови. Значи, не треба тоа да биде начин за кој што децата ќе губат часови или било што да имаат. Не треба да ги поврзуваме работите. Мораме да ја гледаме, да вложуваме во децата. И во нивното воспитување, и во нивното образование, без оглед колку сме платени. Треба да се буниме и да со синдикатот да се решават на државно ниво надвор од училницата, надвор од училиштето. Значи треба да останеме во училницата, а да се буниме на поинаков начин. Да штрекуваме таму кај нив во дворот. Јана Лука, вие сте речиси возрастни. Сега матуранти се подготвувате за следно поглавје, факултет. Во сите овие изминати, намерно ја начнав темата околу финансиите и состојбата во државата, веќе сте свесни колкави се примањата, колку луѓето можат да си дозволат или да не си дозволат одредени работи. Се соочувате ли делот со учениците ваши да имаат проблем и да немаат да си ги приуштат оние
основни работи кои секој, да речеме, средношколец мора да си ги приушти. Јана? Јас ке тргнам од моето школа. Нормално учам во гимназијата Никола Карев. Нормално е дека ги има децата кои се можеби од социјално предизвикани, би рекла, фамилии, меѓутоа Социјално загрозени. социјално загрозени, да. Јас би кажала дека моето училиште делумно окей се справува со тоа. Имавме модна ревија пред 2-3 недели, мислам дека, каде што дел од професорките ги дадоа своите матурски фустани, да може учениците што не можат можеби да купат нов за матура, да можат да ги земат нивните, да ги носат, да ги вратат, и беше како цела изложба и беше многу убаво нешто што го иницира учениците заедно со професорите, а во однос на тоа дека образованието е бесплатно, јас тука не би се согласила со таа статија, особено што све од материјали и во повеќето училишта не ги имаме сите учебници. Знаеме дека тоа е голем проблем со кој што се соочуваме. Доаѓа до ситуација каде што учениците треба да одат и сами да си ги копираат книгите или сами да ги купуваат книгите. Предизвикува ли ова фрустрација кај дел од соучениците кои не можат нивните родители да го приуштат ова? Ја чувствувате ли таа можеби поделеност кога некој има и кога некој нема? Јас би кажала дека повеќе ја чувствував во основно, бидејќи мислам дека во основно малце и можеби тоа доаѓа од родителите, луѓето, децата повеќе се замараат за тоа дали ти имаш нови патики, дали ти имаш од тетратките со дебели корици или немаш, и особено повеќе во основно се приметуваше разликата кај деца што се од социјално загрозени фамилии, отколку што се приметува во средно, бидејќи можеби и не се замараме толку во средно. Лука? Јас и Јана учевме во исто основно училиште и околу социјалната загрозеност или сиромаштијата секако факт е дека многу деца, многу средношколци, многу луѓе, нели, средношколецот не остварува сам приходи, туку приходите на родителите се негови или нејзини приходи. Ако тие се сиромашни или како што е модерно социјално загрозени, така ќе биде колку можат и тие да издвојат за своето дете. И знаете, родителот е ставен во многу тешка положба, бидејќи треба да плати сметки, треба да купи храна и јадење за домот, треба да си го плати горивото или превозот до работа и треба да му овозможи на своето дете кој што ги живее тие најубави години од својот живот и да излезе и да испие кафе со пријателите, доаѓа времето на матурата, да организираат прослава, родендени и слично, но и тоа Јана што го спомна и основните образовни трошоци. Имаше, се сеќавам, пред 2 години обелоденевме скандал каде што училишта наплаќале пари за свидетелствата. А такви скриени трошоци има милион. Не се А свидетелство не имаш. Сега да, па не ги наплаќаат. Знаете, многу ми се допадна примерот Јана што го спомна со ревијата во Карев. Јас во средно не го чувствувам толку тој притисок, меѓутоа во основните како го почувствував околу така наречените полуматурски, матурски прослави, каде што па дури и професорите се вклучуваат во тие наративи, па како ќе дојдете до терани, кој ќе ви биде партнер и слично. И излезе матурата и полуматурата многу скапа играч. Да, не само што излегува скапо, туку се прават два типа на притисок. Едниот е економскиот притисок. Што се случува со тие родители, со тие деца кои што мачат да ги платат сметките за струја и за вода, како тие ќе си купат одело или фустан за матура, како ќе го платат ресторанот, како ќе ја платат екскурзијата. Зошто, например, сега, како председател на студиото, треба да ги споделувам ставовите на средношколците, меѓутоа лично мислење. Зошто се форсираат прославите ала свадба без невеста, каде што се сите во одела и во тоалети, сите училишта државни во Македонија располагаат со толку убави дворови, зошто не организираат прослава матурска во парк, во дворот. Учениците и професорите. И секоја година може да го направат со некаква различна тема. Една година може да биде секој да донесе некоја јадење од дома. Друга година може да биде маскембалска матурска прослава. Има милион
покреативни начини, кои што ќе ги вклучи различните секции во училиштето, различните типови Добро, субкултури. да не биде ваква стереотипно. Да, зошто да биде свадба без невеста? И вториот притисок, дознав за еден многу убав настан во едно средно училиште, дечко прашал девојка да му биде партнерка на матура. И оваа му рекла не. Ова се случувало пред целиот клас и тие почнале да го исмеваат. И најубавото девојче од класот, која што имало дечко кој што не учил во тоа училиште, и пред сите рекла, сакаш ти мене да ме бидеш партнер? И тој прифатил. И сега, мислам дека тој лик, тоа девојче треба да биде пример и за како се однесуваме околу менталното здравје, како се однесуваме со луѓето кои што се во таква положба и да сублимирам проблемите со ваквото форсирање на некои прослави, не само што се економски, туку знаат да влијаат и на менталното здравје на учениците. Социјални. Професор, ги слушнавте нивните ставови, колку вие можете да ја препознаете класната разлика и моментумот кој најверојатно вие можете и многу подобро да го видите тоа во очите на децата на кои им предавате. Лука, имаш милка со лишници за ова што го кажа за матурата. Јас сум од оние кои со години ги прашам, добро деца, нели ви е досадно, здодевно со нас учителките 4 години душа што ви вадиме да играте ора во некој хотел, а утре дента да дојдете во школа со ние како се викаат? Трубачите, да, со години. Со плех музика и турбофолк да слушате, сето тоа ми е малку небулотично и чекам само момент кој една генерација ќе реши со еден диџеј ова што го кажате и како предлог. За жал, ние живееме во материјалистичко општество. Ето, јас се повилив предав во средно стручно училиште Димитар Влахов, каде што имаше деца од многу ниски социјални средини, деца од дом, кои немаат можност ни да се хранат добро, ни за еден пар патики годишно, предави во приватно училиште, каде што децата за 18 роден ден добива коли, станови може да добијат од родителите, значи неверојатен и јас. Ние се повеќе осиромашуваме, средниот сталеж се претопи во сиромашен. Таков е системот да богатите може да се богатат и сиромашните се повеќе осиромашуваат. Децата го гледаат тоа. Што е нашата одговорност сега? Нашата одговорност е да ги научиме децата цврсто, да се држат до науката, до знаењето, да развива невештини способности без да барат реципроцитет во парите. Ако почнат да споредуваат што ќе ме мене петки или факултет, кога со тоа не можам да работам, отиде возот и толку. Значи тоа е единствена сламка за да се спасат од ваков нихилистички систем. Значи, ние го пропастивме, а колку пати сум кажала, ми ја земавме иднината и правото за иднина. Затоа ова се случува. Имаме златни деца. И овие деца кои ги гледате се одлични во споредба какви сме ние возрастните и какви примери им даваме. Децата треба да се научат за скромност. Скромноста исчезна. Исчезна црвенењето и руменење на децата кога ќе ги фатите да препишуваат или не се срамат, значи стана бесстрамни деца. Не можеш од таков систем, како што е овој во кој што живееме, да очекуваш децата да бидат воспитани, скромни, добронамерни и да не гледаат кај се парите, таму е мокта. Има деца од Димитар Влахов, родителите зема кредит да ги задоволат на матурска облека. Тоа е глупост. Задолжително средно ти славиш матура, правиш помпа од нешто што е задолжително. Прво дома со тетки и стринке, па после во школа, па зошто? Значи тоа е таква една кич парада. Не околината како да им прави притисок сите па веројатно, меѓутоа дајте не да се прекине, да се прекине со тоа оваа криза. Не се, пак сме ние што форсираме, или ако не го направиш тоа не си добар родител. Не е добар родител он што е материјално го покрива детето. Нашата одговорност да ве храниме до 18 години. Нашата одговорност вие морате да бидете нахранети, имате кров под глава. Сето па натаму треба да биде ваша одговорност како да се пробиете на пазарот и вашето знаење да го продадете на пазарот на трудот. Затоа учите за да работите подоцна, а да не очекувате од родителите. Родителите кои премногу ги заштитуваат, презаштитени деца не може да бидат сериозно одговорни работни луѓе, професионалци, презаштитени, родителот за све, родител да решава оценки, родител фаќа врски за оценки, па потоа бара работа за детето, па му купува на дето. Материјалните добра не покажуваат кој родител е добар или лош. Имате родители кои нема денар да му дадат на детето, се мачат, па се одлични родители, знаат да го фатат тоа дете за рака, го прошетат негде во двор да си играат со него, да му покажат љубов, емпатија, ова што го кажа примерот за девојчето, значи тоа е дете со високо развиена емоционална интелигенција, да знае да скокне, да го подметне грбот без оглед што има дечко да го амортизира, да амортизира фрустрацијата која доживел ученикот. Знаете како гледаат, со каква кола ќе одидеш на државна матура, кој ќе те шминка, па морате нашминка некој за 200 евра.
Мора некој за нели, па тоа е страшно нешто. Значи ние глумиме висока класа, прета подкласа, а немаме сиротини за основни животни потреби. Во контекст на ова што го зборуваме, податоците на Државниот завод на статистика викаат дека во 2017, 2018 и 2019 30% од младите луѓе до 18 години живеат во сиромаштија. Се гледа ли тоа преку вашите врсници? Скапо ли е да си дозволите да побарате од вашите родители, не знам, пари за на кафе, пари за во театар, пари за во кино? Се ли тие ставки преголем трошок за просечниот македонски родител? Па видите, во театар многу не се ходи. За жал, нема такво време дојде, па и културните институции не се многу посетувани, но еве на пример ако родител можел да му даде на времето 100 денари на своето дете и тоа да може да јаде на училиште, да испие кафе со пријателите, да си дојде дома, сега едно кафе надвор многу е тешко да се најде кафе кое што е поевтино од 100 денари. Статистиката е реална, сите можеме да ја согледаме на теренот. Јас лично не патам од тоа и понекогаш дури се наоѓам себе си во ситуација и тешко да проценам кој колку пари има или каква му е финансиската состојба, бидејќи си ја има за себе, не ја има за мене, но дефинитивно се забележува. Знаете додека некој излегува во диско и на Инстаграм постира фискална сметка од 18.000 денари, дека така си поминал лудо во ноќта. Ова зборуваме за средношколци. За средношколци, да. Други некои се собираат 20 деца во парк, да кажеме, и купуваат розе од трафика за 50 денари, па го делат сите. И си поминуваат пубаво. Што е најважно. Јана, проблем е да побара децата од родителите пари за да речеме за социализација, и вие мора да се дружите негде, да се не е битно дали во парк, дали на кафе, во некој кафуле, сепак потребни се минимум некои средства за да купите нешто, да испиете кафе, да. Да, јас се согласувам со Лука. Ќе кажам примерот, бидејќи учам во Карев, како што кажав, и одма преку улица од нашето училиште е Ревија, што моментално има до 10 часот сабајле, кафињата се на 50% попуст. И сите бегаат од првите 3 часа прва смена за да го фатат попустот во Ревија. Тоа што значи ги попуст? издаде. Да. А што значи попуст? Колку е кафето, колку би било на попуст? Упола, претпоставувам. Упола, да, значи би дошло околу 50-60 денари, бидејќи како што кажа Лука, моментално не можеш да најдеш кафе што е под 100 денари, што автоматски ако твоите другари одат на кафе 2 пати во неделата, веќе тебе ти требаат повеќе од 300 денари да им побараш од твоите родители, и тоа е само за да искочиш на кафе. А каде е јадењето во школа? Каде ако сакаш да си купиш облека, ако сакаш не знам да искочиш во театар, еве Лука вика дека е изумрено, јас обожавам да одам во театар. Ама каде е да отидеш во театар, каде е да отидеш во диско? Малце се крати можноста за социализација на децата од причина што е станато многу скапо да треба да социализираш. Добро, кој ги наметнува тие предизвици да мора така да биде? Така да самите деца, претпоставувам притисокот врз родителите е огромен. Да, јас мислам дека самите деца си го прават тој притисок да се покажат. Можеби ќе видат, како што кажа Лука, некој дека е во диско и потрошил 18.000 на некоја флаша таму, и они мислат дека тоа е забавата во тоа и си ставаат сами притисок на себе. Се восхитуваат? Да, се восхитуваат, дефинитивно. Си прават притисок сами на себе да можат да си ги приуштат тие работи кога во реалноста семејството не може да го дозволи тоа. А има деца кои што се свесни на тоа и кои што можеби ќе кажат дека нема да искочам, јас ќе си купам семки, меѓутоа има доста деца кои прават притисок на родителите и ги прават лоши родители со самото тоа што можеби нема да им дадат да одат во диско и да потрошат 50 евра во една ноќ. Јас мислам и дека младината не ни е
доволно шашава, ако сакате. Некако, како нови генерации сме преоптоварени од тоа како изгледаме, каде одиме, на кои места, какво кафе пиеме, каков алкохол, каква храна, како сме облечени, во кој бренд и така натаму, наместо да уживаме во тие детски години. Конвенцијата за правата на детето од Обединетите нации вели дека секој човек под 18 години е дете. Така што и до крајот на средното образование сите сме ние деца и не гледам разлика меѓу разговорот што треба да биде во најскапото кафуле во Скопје и разговорот што може да се случи во парк. Професорки, самата сте родител, предпоставувам, ги препознавате сите овие елементи. Колку е притисокот врз родителите за да се овозможат, да речеме, сите овие нешта кои младите сакаат очигледно да ги прават и да се забавуваат и да се социализираат? Па искрено јас како мајка, како родител, само сум среќна што имам два сина кои не се така воспитани, меѓутоа не им даваме пример. Значи родителите првите 7 до 10 години се формира карактерот на детето, потоа или школата, образовниот систем и на крај третиот дом тоа е улицата. И улицата ве учи без оглед што ние се плашиме од тоа. Детето треба стабилно да го воспиташ и буквално го фрлиш на улица, ништо нема, се случи ако има таа стабилност. Значи, материјалниот момент буквално не ги отру децата. Ова што го кажа Лука, овие деца го прескокна детството и одеднаш сака возрастни да станат. На 18 години да возат кола. Зошто мора на 18 години да се полага за кола и да се вози кола? Јас се возам со автобус. Веќе 12 години се возам со автобус, на пешки. Факултетот го завршив со велосипед. Ако на детето му дадеш пример за скромност, дека може да си фраер и кога возиш велосипед, може да си даме, се шегуваа со мене Влаховци, возев тогаш пегла. Кога работела, вика професорке пегла возите, викам па ја возам пегла, се осеќам како дама, како господја, затоа што немаш комплекс. Немаш материјалистички комплекс. Доволно си зрел да немаш фрустрација што некој има повеќе од тебе. Некои имаат сите повеќе од мене. Само да немаат помалку или да се сиромашни. Гледаме богатство. Нека имаат тие. Доволно има човек да има, пак ќе кажам, покрив на глави, да има храна. Л и 2Л, викат Корчање, што е тоа 2Л, професорке, па Лажица и Ленор ти мириса поштелата на чисто нешто, а Лажица да ядеш готвена храна. Сосема доволно за среќа. Се друга имитација некако може да направи кај нив трајни последици, фрустрации. Затоа имаме криминал, затоа имаме проституција, затоа има се што не треба. Децата ги упропастивме, затоа имаме јавни соби. И интернетот, тоа се што гледаат, неподготвени, буквално ги повлече кон еден сосема поинаков систем кога се вреднува материјалното, а не духовното. Не знаат да се играат овие деца некако млади. Како да не можат да уживаат во основните работи. Зошто да не седнат негде, да не мора да пијат по не знам, по скапи ресторани, може тоа го направат дома на полјанка, било каде. Малку треба да се врати скромност. Еве сега уште поголема сиромаштија, ќе оди да видиме до каде. Значи веќе ќе немаат родителите за ништо, може ќе немаат ни за матури, ни за облека за матура, па да видам до тогаш како ќе се случуваат. Ние се уште имаме да јадеме. Добро, сведоци сме дека се уште тука кај нас матурите се прославуваат како не знам, како некаква победа, како свадба. Да. Предпоставувам дека на се во ова има ефекти социјалните мрежи. Младите се ултразависни и возрастните, нажалост, стана зависници од Инстаграм и од Фейсбук и од ТикТок и сите овие мрежи носат можеби и некои предности, ама имаат и еден куп на мани. Во овој дел сакам да поразговарам и на тоа што неколку години, тоест да речеме околу 2 години, бевме дел од процес на онлайн настава. Пробавме да изведеме како држава, зборам, пробавме како систем онлайн предавање, професори, ученици дома. Ајде, професорке, со вас колку беше успешен тој концепт на онлайн настава и што добивме, што изгубивме? Па тоа беше импровизација, па ќе кажеме истото. Тој што учи онлайн. Значи секогаш имаш од 5 до 10 деца кои те следат и учат, другите спијат, импровизираат. Ти не можеш да ги контролираш. Мене не ми е таков односот ни во училница, не сум тип на контролор кој ќе доаѓа кога децата прават писмена да ги дзирка, непријатно. Мене ми е незгодно да го фатам како препишува за да не му биде него непријатно. Меѓутоа им кажам, не се учите да го шверцувате знаењето. Треба ви е срам од вас, да ви е непријатно кога препишувате. Се препишува сега, на државна матура се препишува. Значи не можеме да ги научиме децата да им биде непријатно да препишуваат, учат за нив. До кога ќе го шверцуваш своето незнање? Веќе купише диплома. Се ќе купиш, ќе потплатиш. Кога ќе треба да работиш, па предпријатието, фирмата на својот родител ќе повлечеш на дното ако си препишуваш, ако не учиш. Единствениот капитал кој немаш никој ти го земи да ти го раде имолците, ти го изедат, не е градеробата и парите, туку знаењето, твоето ковчеже скриено, каде да отидеш, еве Лука ќе оди Харвард сега,
браво за тебе, честитки. Што ќе покажеш таму? Нема да покажеш гардеробата или дипломите, ќе покажеш твоето знаење за да се пробиш таму. Си ничи. No name, паши ме гале чиво дете си таму. Фала ви, професорке. Конкретно, да, препишување постои. На државната матура се препишува. Имаме ние... Колку имаш онлайн наставата ефект? Да, ќе се вратам на наставата само една реченица. Знаете, филозофски како нас државата не третира. Од нас бара извод од матична книга не постар од 6 месеци. Секоја изјава да биде заверена на нотар. Во САД, кога се пополнуваат такви документи, се бара само подпис. И дури превод ти да направиш од македонски на англиски, со твојот подпис го гарантираш. Меѓутоа, ако после не неколку дена, по 20 години да се дознае дека некој тоа го направил, не само што има шанса да лежи долги години затвор, или ако емигрант да биде депортиран од САД со црн печат и да не може да се врати никогаш, туку станува општествен скандал. И целата јавност го осудува тоа. А ние секојдневно сведочиме на препишување, на измама во изјави, и некако како општество сме оттрпнати. И се фалат со тоа. И како препиша все. И Тарпеовски синдром, ако можам така да се изразам. Добро, ние имавме обвинители кои лажаа дека познаваат јазик во академија, така да има тоа се... Апсолутно. Онлайн наставата, според Сојузот, дури не ни беше настава, да бидеме искрени. Првите 3 месеци совесни професори, индивидуални примери, организираа настава периодот март до јуни 2020 година. Очекувавме ние летниот распуст државата барем на некој начин да се подготвува за тоа. Кон крајот на јуни издадовме едно истражување за онлайн наставата со препораки, го пративме до институциите. Крајот на август имавме средба 2020 говорам, каде што дури ни протоколите за одржување на физичка настава од прво до трето одделение одеа физички, не беа подготвени. И Сојузот тогаш излезе со став да ги заштитиме и првачињава, еве нека се продолжи учебната година за 1 месец, нели почна во октомври. Во тие 30 дена протоколите горе-доле беа готови и помпезно се најавуваше националната платформа SchoolsMG. Таа падна на првиот ден. На 1 октомври падна. Во многу училишта не успеа да ја вратат, помина таа година со онлайн учење и резултатите ги гледаме сега. Последиците од импровизирана онлайн настава. Знаете зошто ве прашав околу онлайн наставата? Голем број од младите, зборам вас средношколците, основците останаа дома, останаа без социализација, без другарување, затворени, па дојавите за бомби кои значаа секојдневен стрес како за вас професорите, така и за учениците. Во тој контекст создадовме ли агресивна младина? Колку сте, професорке, сведок на булинг во училишните клуби? Или тоа да речеме врсничко насилство, некој дете да биде постојано жртва на исмевање, на... И на агресивни, и на деструктивни, и на автодеструктивни. За жал, ние изгубивме наш ученик. Една трагедија која нема никош да ја заборавиме. На 31. август изгубивме дете, кое што не можевме да видиме, веројатно дека има проблем, без огледи на разговорите. Оно што би сакала да апелирам дека во секој училиште треба една сериозна екипа од како што имаме и ние, меѓутоа тоа не е доволно, треба и логопеди, дефектологи, добра психолошко-педагошка служба да може да бдее над децата кои се интровертни, нешто им се случува, за да немаме такви настани, кога ќе почнат децата да ти се пред очи твои да се убиваат и да убиваат своји соученици, како што беше случајот со Кецмановиќ во Белград. Веќе е војна, не звоно за тревога, него веќе сме војна. Ова спукањето во Белград беше буквално повод не предизвика на војна. Еден 13-годишник, едно дете, нели, на неполни 14 години, институционална и лична војна, да видиме колку многу сгрешивме со оваа генерација и на што се сведуваат тие последици. Ние како наставници не можеме да забележиме врсничко насилство, например, пред наши очи да слушнеме, они знаат тоа да го заскријат. Меѓутоа на екскурзиите кога се оди дури некаш можеме по ходниците да слушнеме дека знаат да се навредуваат, сме се навредували ние кога сме биле мали. Значи сме имале, меѓутоа не толку. И завршувал тој модел во школа. Одиш дома, немаш интернет за да проложи хејтањето.
Родителите ќе те утешат, ќе ти кажат, па добро, ако си дебел, не си ваков, ако имаш ваков нос, не ти ова. Значи, завршува тука врсничкото насилство и булингот, хетањето дома веќе не постои. Овде продолжува 24 часа. Значи, дење ноќе продолжува на интернет помагалата. Било дали е телефон, дали е TikTok, дали е, не знам, Facebook, било кој од тие. Се стави еден акцент на изгледот, култ кон некој убавина, нешто кое е вештачки, извештачено, хибридно, да децата се повеќе се користат со пежоративни изрази на сметка на изгледот, што не сме да се дозволи. Но сепак ќе кажам, тоа го учат од нас. Не го учат од не знам каде, туку и од нас родителите, ако на тоа не знаеме да најдеме начин како да ги стопираме во тоа. Ова е нешто многу опасно. Најопасното нешто што го поддржуваат Кецмановиќ, веќе после тој немил настан, децата се на еден фан, еден голем број на негови следбеници кои го величаат то царе, браво, што е уште поопасно. Значи, никој од нив не чувствува дека направил нешто како што ни самиот, она што го дознаваме, секи се шпекулира за ова. Меѓутоа, факт е дека детето професионално го изведе тоа, свесно го направи тоа и не покажа сочувство, ниту дека му е жал, што е исто многу опасно, да немаш чувство дека си направил низа трагедии. Тука е јазолот. Детето, пак ќе повторам, првите години се учи на таа емоционална интелигенција и на емпатија. Ние мислиме ги учиме површно дека емпатија да му дадеш на посиромашниот да јади или нешто. Емпатија да знаеш како се чувствува некој пред да ти каже, пред да направи нешто. Тоа недостасува во целиот воспитно-образовен систем, да се зборува. Ние велиме да не се зборува. Не можевме ни да зборуваме за овој трагичен настан затоа што не смеевме поради истражната постапка да се зборува, бидејќи секој самоубиство предизвикува бран на оној Вертеров синдром, бран на самоубиства. Меѓутоа, колку пати сме почувствувале потреба да отидеме ке тие родители да не да се доцне за извинување, меѓутоа да им покажеме колку е тешко тоа за сите нас такво нешто да ни се случи, не можеме да го вратиме назад. Меѓутоа можеме за иднина повеќе да разговараме со децата, не само на класните часови. Класните часови се формални веќе, оценки едно друго, неоправдани. Треба да се зборува повеќе со овие деца. На овие деца им недостасува љубов, елементарна, не на љубов ни спари. Значи да покажеш детето каде ќе оди на одмор или што ќе прави или како ќе му купиш, ќе му некои негови желби, потреби да удоволиш. Туку една љубов, како да кажам, не да сме другарчиња со децата, не можеме да бидеме не ние наставниците, не родителите другарчиња, ама да му се приближиш на возраста, да почувствуваш неговата потреба, какви му се потребите, кои му се проблемите, пред да ти каже да го почувствуваш. Значи, будно да бдееме на овие наши деца, затоа што ги спуштивме. Децата ни се испуштени, отидено е, да не кажам каде веќе. Се навредуваат и во градинка уште кога ги слушнете несвесно. Значи, не имитираат нас возрастните во тие изрази. Медиумите веќе, значи, сами сме свесни што све, нема никаква цензура. Децата може да ги гледаат тие Deep Dark портали кај што има буквално рецепт како за торта, како да убиеш некој, гледа наприш оружје, страшни. Порнографијата е исклучително опасна. Аз кога ја водев емисијата Сексуална азбука апелирав и тоа со едукативниот тим кој беа дел од таа емисија, професор доктор Викторија Вујич кажа, децата не сме да гледат порнографија, значи додека не бидат сексуално активни со некој искуство, никако да гледаат, затоа што им се врежува погрешно. Не може да гледаат се и се што. Веќе. Кој ќе ги контролира дека гледаат такви работи кои негативно се одразуваат врз нив. Така што е се ова последица на еден систем кој е излезен од контрола. Нас демократијата, ние не ја свативме демократијата како што треба. Демократија не може кај народ кој не е воспитан, кај народ кој не е доволно образован. Значи, треба народ кој навистина е правилно воспитан, финансиски спокоен и стабилен, па тогаш демократско образование и демократски односи меѓу нив. Вака отиде во погрешна насока. Демократија се свати како можно секого да го опцеш, да го навредиш, да направиш што сакаш, буквално во секојдневието, а никој да не те казни. Да немаш никакви последици за твоето однесување. Јана, Лука, сте биле ли сведоци на врсничко насилство на деца кои, да речеме, сте виделе дека се малтретирани, дека се дел од булинг, може би самите вие некој пат сте биле свесно или несвесно дел од врсничко насилство?
Да, нормално, еве, јас ќе почнам, мислам, се гледа ептен во секојдневниот живот и од луѓе што се исмевани од нивни другари до сум видела во автобус како деца, некое по можеби затворено дете, интровертно, како што кажавте, дете од нив, го маваат по главата и се кријат позади скалите, што првпат во животот го знаат и нема нешто што може да направиш, ама тотално ќе се согласам со тоа што кажа професорката дека социјалните мрежи го прават 1000 пати потешко тоа, со самото тоа што кога ќе се вратиш дома, може на Инстаграм, на Фейсбук, на TikTok, сите да те исмеваат и сите да се против тебе. Пред 2-3 дена скролав на TikTok и најдов на едно видео каде што една женска имаше направено акаунт посветен на нејзиниот поранешен дечко кој ја изневерил со нејзина другарка и она со илјадници следбеници заедно им ги кажува нивните имиња за они да одат и да ја буквално да ја булираат на сите нејзини социјални мрежи и ова го прават илјадници души низ целиот свет врз едно девојче и едно момче. При тоа што и нивните другари сигурно ги гледаат тие ствари и сигурно им вршат притисок. Социјалните мрежи го прават 1000 пати полошо тоа. Дават можност. Да. Можност. Ова е еден случај, Лука. Насилството е инхерентен дел од човековата природа и гледаме дека од кога постои човекот, постои насилство. Сега, општествата кои што дозволуваат да имаме таков пораст во насилство, во насилството се всушност општества кои што се криво насадени или искриво колчени. И ние цело време сведочиме на некакви парцијални решенија, на крпење на проблемите, наместо да гледаме една јасна, не само политичка, општествена, колективна и индивидуална волја, суштински да се промениме. И ние не сакаме да ги признаеме проблемите за да можеме длабински да ги исчистиме и да ги решиме. Професорката спомна јавна соба. Ако тоа доволно не беше да не разбуди сите и да видиме дека имаме илјадници мажи на различни возрасти кои што споделуваат малолетничка порнографија и кажете ми што се направи. Знам дека дел од лицата од администраторите на групата одговараа кривично, меѓутоа што ќе правиме со тие илјадници членови? Тие продолжуваат да бидат активен дел од општеството. Некако цело време по однос на сексуалното насилство и злоставување, кое што исто така и се случува во училиштата. И несразмерни жртви на тоа насилство се девојчињата и девојките пред се жените. Не само во училиштата, секаде во сите средини, генерално, да. Добро, почнува ли тој булинг многу рано? Збориме за ваша возраст, збориме за многу млади луѓе кои наместо Порано повеќе го има во основно отколку во средно. Да. За жал, затоа што не почнуваат несвесно со булинг како некоја мода се шири. како некои деца кои се малтретирани во основно училиште, како да би се малтретирани во средно и тоа како ланчан систем, да. Со тоа што физичкото насилство е можеби позастапено во основно и навредите, значи вербалното насилство, во средното сведочиме на еден пософистициран вид на насилство преку социјално исклучување. И веќе и Јана и професорката го спомнаа тоа, знаете како личности можеби се има гадано своји социјални кругови, своји клики и не се грижат толку за што прават другите или како се облечени, меѓутоа често се случува да има ученик или ученичка кои што не припаѓа на ниту еден од тие кругови и многу е тешко за тие деца да се снајдат. Сакав да Зборуваме за изолација. Да, игнорирање, ко касти некој посебни си прават. Во јавна соба доминира средношколци и студенти. И како жртви, и како насилници. Некој со тие луѓе треба да работи и навистина да го реши овој проблем. Понатаму реков се случува и сексуално злоставување, насилство, вознемирување во училиштата. И што е за мене многу важно ако говориме за социјалните медиуми, за порнографијата, целосно се согласувам околу тоа. Имаме Били Ајлиш, која што е еден символ на Gen Z, на најмладата генерација, која што вели дека почнала да гледа порнографија од чинам 11 години. И самата сега со оваа временска дистанца вели дека тоа неа ја уништило. Има многу истражувања по светот, пред се Велика Британија и САД, каде што жени, млади жени кои што се сексуално активни
ниво романтични врски, краткорочен, не се нели во брак, велат дека осетиле раст на бројот на мажи, на дечковци, кои што бараат нив да ги дават, буквално со раката на вратот, додека имаат односи. Значи не само што порнографијата наметнува една лажна слика за сексот, за изгледот на телото, за убавината, туку го вбризгува и насилството како дел од сексуалниот чин. Сведоци бевме на случувањата во Белград, трагедијата. Министерот за образование најави дека се размислува да се укине социјалната мрежа Ама и оставка си даде министерот за образование. Не, зборувам за нашиот министер Јето Аха, Шакири не кој знам, кој најави дека тука се размислува да се укине социјалната мрежа од TikTok, иако ние имаме далеку поголеми проблеми како немање учебници и бомби и слично. Мислите ли дека TikTok е изворот на проблемите? Социјалните мрежи се клучниот елемент кој создаваат младите да се однесуваат поагресивно за да докажат некому нешто? Предизвиците се случуваат ли таму? Само се алатка, зависи за кого. На кој дете, пак ќе кажам, едно стабилно воспитано не може да му биде ништо. Тоаш треба ги укинеме злосторство и казна Достоевски, кај што Расколников, млад интелигентен студент, убива две баби. Прво да пак ќе кажам да им се даде на децата добра база и да се види годините, значи не може дете на мала возраст на TikTok, може средношколците на TikTok, меѓутоа маливен се што гледаат имитираат. Значи мора да се има граница од која година треба да почнат со тие интернет мрежи, не уште од мала возраст децата, не знам, буквално не одат во школа на 5-6 години, веќе родителите им даваат таблет кај што може достапно да биде се. И тој виртуелен свет е многу опасен, нема што читаат после, губат концентрација. Кога ќе отворат книга, нив им е здодено да гледаат црно-бела техника, нема флешови, нема слики, нема звуци и нормално дека бегаат од читање, немаат концентрација, прочитаат книга. А во книгите е всушност правилниот начин на живење. Таму е се што може добро да постои во книгите. Таму е добрината, таму е знаењето. Значи да успеш да прочиташ книга до крај, да прочиташ во еден здив е метафора на упорност и на успех. Децата ќе прочитат 5-6 страни фрлат, не може да дочита книгата, затоа што има готови сервирани информации на интернет, преработки на книги, тие се сите копи-пейст, исти. И правиме децата клонови роботи, едно исто учат. Па прочите книга доживе сите различно, една книга различно доживуваме сите. Тој Расколников да ги прашате 30 души како ќе го замислуваат различно во нивната перцепција, што е одлично. Ние сме различни суштества, не може да не клонира да бидеме едни исти. А компјутерската технологија има многу добри страни, добри бенефити, тоа не можеме да го спориме, меѓутоа ги учи децата на едноличие, на едноумие, да стануваат исти. Така што не можеме да обвиниме TikTok и сите, прават ремет, прават хаос, меѓутоа ако детето добро се воспита, му се каже што е добро, што е лошо, колку што знам на тој TikTok има и добри работи, ја не го следам, меѓутоа некош има некои добри работи. Меѓутоа детето ако нема добра едукација, секогаш по некоја навика, забранетото овош е најсладко, тоа што му се брани, тоа го гледа, тоа го имитира и тоа го изнесува. Обично децата до 18 години немаат вина законска, тоа го знаел и Кецмановиќ, затоа го направил на неполни 14 години. Меѓутоа, ако направат нешто на вистина која е уништувачки, деструктивно за други деца, тоа како треба да се казнат со затвор. Значи може да се смали казната за одговорност, а ја би ја зголемила границата на полагање за моторни возила. Значи не мотор на 16 години која остаги малку да созреат и физички, психички, да не летаат со памет, затоа што многу често се случува и кај млади деца сообраќајни несреќи под дејство на алкохол или брзо возење. Пак ќе кажам, премногу им дадовме право да се однесуваат како возрастни, го прескокнаа детството, играњето. Кусо, Лука, Јана, штета на TikTok? Зависи човек како го употребува. Мислам, социјалните медии ме нудат толку, интернетот општо и социјалните медии ме нудат толку многу можности, како никогаш досега. И зависи човек како ќе употребува, но јас лично не мислам дека TikTok е извор на сите зла во Македонија и во светот. Забран на TikTok воведе сојузната држава Монтана во САД
пред некое време, целосна забрана на TikTok. Претходно TikTok беше забрануван само на дигиталните уреди кои што се во државна сопственост, поради стравување има еден кинески закон кој што дозволува на кинеската држава да ги побара сите податоци кои што една фирма ги има, бидејќи TikTok е кинеска компанија, а американците и другите и другите НАТО членки стравува од тој момент и затоа безбедносно и геополитички се осигураа со тоа што го забранија TikTok на дигиталните уреди во државна сопственост, но никој досега не кажал дека ќе се реши врсничкото насилство, булингот и ќе се подобри менталното здравје со тоа што ќе се забрани оваа апликација. Јана? Да, јас само ќе се согласам, мислам дека има врска кој го користи, колку стабилен човек го користи, на која возраст го користат, бидејќи покрај TikTok ги имаме и Долина на волците, Јужни ветар, што се некои серии што го величат криминалот и насилството, што се дозволуваат да се гледаат на многу мала возраст, што според мене не е окей. Детето треба, ако не е воспитувано, како што кажавте, ако не е добро воспитувано, тоа многу ќе влијае врз него. Ако нешто медиумски треба да се тргне, ако ме праша некој, би ги укинала сите ние реални шоу емисии. 11 години зборам за тоа. Уште кога водев сексуална азбука на МТ, водеше големиот брат, наши деца, Вики, Кики, одеа таму на 18 години, по 6 месеци беа затворена. Значи, тоа е нешто што навистина е една буквално арена гладиаторска, каде што се уништо достоинството и децата се учат да се продава интимноста. Значи, не може такво нешто да оди по медиуми. Значи, кај мене тоа е една буквално заскриена порнографија. Децата не разликуваат порнографија од еротика. Аз се шегувам со нив, се смееме кога работиме прва година Библија, песна над песен, кажам ова е љубовна песна библиска која има еротска содржина, кога читаат тоа, не може да препознаат што е еротика. Имаше кај нас едно време и тогаш апелирав, саем на еротика реклами, тоа беше саем на порнографија. Значи, не може еротика кај што се гледаат полови органи. Еротика е нешто што е зацкриено, буквално не можеш да ја видиш голо тијата, така што се претера во тие работи, покажување на голо тело. Интимноста е тоа што го кажа преска примерот, значи децата почна интимноста да ја покажуваат на Facebook. Значи тоа не е за покажување, затоа е интимност. Не треба да се сликаат како или имаат било каков контакт физички со некого да го покаже тоа на Facebook. Тоа е света работа. Имам уште едно прашање на оваа тема и полека ќе ја привршуваме. Министерот за образование Јетон Шакири кажа дека има околу 20 на пријави пристигнати на имейл адресата пријави насилство која формираше ресорното министерство. Дури дека 3 пријави одредени училишта одлучиле да не ги препратат, иако имало основи за булинг. На една дебата изминативе денови слушнав, тоест прочитав, кај што изјави Лука дека психолозите и педагозите во училиштата често се декор и го ја имаат сватено, да те парафразирам, позицијата ептен чиновничка административна. За сите тројца, мислам, која е улогата на психолозите и на педагозите во училиштата? Дали стварно пречиновнички доаѓаат на работа? Жална е состојбата со stručните соработници во Македонија. Имаме високо развиени земји каде што училиштата плачат да имаат тима стручни соработници, педагог, психолог, специјален едукатор, дефектолог, социолог и така натаму. Ние поради една или друга причина ги имаме во секое училиште. Зашто велам жална? Наместо да го искористиме тоа како јавен сервис кој што на хартија ни постои, кој што треба да се грижи за педагошки методики во наставата, за социализација на учениците, за менталното здравје на секој посебен ученик, за справување со тие кои што се со намалено поведение или кои што се насилници, ние нив ги користиме да пополнуваат извештаи, да подпишуваат документи, да удираат печати и да седат во канцеларии. И сега има дел од стручните соработници кои што се и прилично задоволни со таа позиција, но јас мислам дека поголемиот дел сака да си ја работи работата за која што студирале на факултет, односно да имаат интеракција со корисниците на нивните услуги, со учениците. Психолозите пред се треба да бидат тука за да се осигураат дека менталното здравје на ученикот е на соодветно ниво, дека
ученикот е ментално здрав. Говореме претходно за средношколска сиромаштија. Кога некој не може да му дозволи кафе на своето дете, како ќе му плати сесија на психолог или психијатар кој што може да бидат и по 1000 денари од час. Затоа треба да бидат употребени училишните психолози. Сојузот се залага долги години за воведување на нов модел на нивната работа. Секој ученик да го има тоа право, да си закаже тет-а-тет средба во трајање колку што е потребно со својот училишен психолог, а тие за возврат својот календар да го објават јавно. Имаме електронски работки, имаме Google календар, имаме огласна табла во училиштето и јасно ќе биде кои термини се слободни. Секако тие дел од своето работно време мора да го потрошат и на администрација, на извештај, на паперологија и слично. Меѓутоа поголемиот дел треба да биде посветен на тоа. За волја на вистината, министерот Чакири имаше пресконференција пред неколку дена и представи 10 препораки на владата. Од тие 10, 2 се всушност предлози на Сојузот за средношколци. Ова што го кажав сега се преточени во тие препораки. Сојузот е отворен за соработка, сите наши капацитети се ставени на располагање и сакаме да го употребиме летниот распуст да направиме оваа промена за веќе следната учебна година да ги почувствуваме тие благопријатни ефекти. Да, јас ќе кажам дека концептот на психолог и педагог мислам дека уште во прво оделение кога ќе отиде ученикот се уништува со тоа што мислам дека тука и наставниците се делумно криви бидејќи се употребуваат педагогот и психологот како начин на закана. Начин на закана, не го прави тоа ќе те пратам кај педагогот, не го прави тоа ќе те пратам кај психологот. И малце уште од прво оделение се плашиш, леле некој ако отиде кај педагогот и кај психологот е нешто срамно бидејќи он бил лош. Он исмејувал некој, он пробал да тепа некој што и за заплашување. Да. И потоа во средно уште толку се уништува концептот каде што гледаш дека се стварно само административни работници, педагогот и психологот во едно средно училиште, како што кажа Лука, мислам дека доста од психолозите што работат во средните училишта сакаат да си ја извршат својата обврска за тоа за кое што учеле, бидејќи да бидеме искрени, психолози има многу интерес на факултет за психологија, меѓутоа нема работни места бидејќи никој од фирмите не бара психолог, само училиштата. И ќе се вработиш за тоа што си го учел и немаш никаква можност да го примениш некако. Професорке, ќе ми простите, денес на 22 мај бев на една дебата на филозофскиот факултет и присуствуваа 130 ученици од цела Македонија. И јас ги прашав со кревање на раци едно мерење на јавното мислење. Кому се обраќате ако имате проблем со менталното здравје? Прво место беа врсниците, таму некаде понив беа родителите, наставниците и психолозите се броја на една рака децата кои што се обраќаат таму. И дадов предлог да се организира следен настан, следна дебата со психолозите, со стручните соработници, зошто учениците, зошто децата се плашат да им придат. Кусо професорке за овој на крај да ја кажете идејата која ја зборувавме пред. Јана и Лука кажа суштината. Најодговорната, неблагодарната работа на психолошко-педагошката служба во сите училишта. Од почетокот е таа стигма дека тие се лошите, нели, ако одиш таму, како дете, кога ги плашат децата и јади, нели, ќе ја викнеме вештерката или ќе те кажам на чичко полицаец, значи тоа се тие. Предрасуди постојат и ке нас големите. Ние не одиме да бараме помош од психијатар, од невропсихијатар, психотерапевт, затоа што веднаш ќе каже некој па ти си луд, што бараш. Исто е со децата. Инаку одговорно тврдам дека и Корчагин и Димитар Вахов кај што работи има одлична педагошка служба и дека работат посветено, меѓутоа ниту децата сакаат да одат кај нив, ниту родителите им дозволуваат. И тогаш не можеш да влезеш ти, окей, дете малолетно во семејството, каде е проблемот ако родителот не дозволува. Значи таа тријада родител, ученел, наставник уште не функционира кај нас. Кога ќе да функционира совршено, ќе има подобар резултат. Ние со родителите мораме да сме секош во близина, тука да ни се прво, па да можеме со учениците да координираме. Не само секој училиште, секој семејство треба да има свој личен психотерапевт. Нас се повеќе ќе ни требаат психотерапевти. Професорке, зборувавме, имавте една идеја, кусо образложете и за да го завршиме подкаст. И пејте, практично на дело покажуваме што е емпатија, што е солидаризација. Корчагин направи еден многу симпатичен проект, музичка драма, чекајки го, алудиравме, нели, на сео што го чекаме во чекалницата, нели, представата на драмата на Бекет, чекајки го Годо, меѓутоа во една македонска современа варијанта. Ја поставивме представата во Македонскиот надворен театар благодарејќи на Симона Угриновска, директорка која соработуваше совршено и нивниот тим. Собравме 105.800 денари,
529 сите билети беа За дете продадени на по кој му е 200, потребна кој му е помош. потребно наш ученик бивши А која кој ви се е сега лекува во идејата? Париз, сега сакам малку на повисоко ниво го направам да ги предизвикам витезите со добро срце кои ќе сакаат да платат билет 1000 денари, прво ќе ги поканам нашите парламентарци, околу 120 колку се таму. 120. Имам линк еден со на наша Ете ги покануваме, купете карта од 1000 денари и одете на... Само чекаме да ни го даде терминот МНТ повторно, а остатокот исто подобрите фирми, оние нели што велиме 20% има богати фирми кои имаат пари, да дојдат ако веќе државата и системот не обезбеди средства, детето се лекува тука и не само едно дете, туку сите, тогаш барем ние да се солидаризираме и да правиме вакви проекти во име на љубовта кон Добро, тоа е децата. за дете кој користи хемотерапија и му се Да. потребни средства. Средства. Ги поекуваме 120 пратеници да покажат доблести да купат 1000 денари карта, а со новите покачувања тоа не е ништо. Да. Дечки, ви благодарам за гостувањето, се надам дека направивме интересен разговор во редакција. Професорке, ви благодарам и вас. Исто и ја вас на поканата и баш ми годеше друштво, тоа е моја автентично друштво ученици. Пријатно.